Споменикот на советскиот диктатор Јозеф Сталин, подигнат во московското метро, предизвикува дебата, при што некои руси го поздравија како историска почит, но други велат дека е грешка да се слави некој што предизвикал толку многу страдање. Зидната скулптура во природна големина во московската метро станица Таганскаја го прикажува Сталин како стои на црвениот плоштад во Москва, обкружен со толпа советски граѓани кои го гледаат со восхит, и е реконструкција на споменикот што беше откриен во истата станица во 1950 година, 3 години пред да умре Сталин. Московското метро соопшти дека оригиналниот споменик на Сталин бил изгубен во 1966 година, кога метростаницата Таганскаја била реконструирана. Речиси 700.000 луѓе беа екзекутирани во големиот терор на Сталин од 1937 до 1938 година во чистки на неговите вистински и наводни непријатели. Многу други советски граѓани беа испратени во ГУЛАГ, мрачна мрежа на затворски логори распространета низ најголемата земја во светот. Вот этот человек, да, он много чего создал. Ему есть чем гордиться. И не нам, сносить или что сделал человек, мы должны уважать то, что он сделал. Кирил Фролов, друг жител на главниот град, рече дека прифаќа дека досието на Сталин е мрачно и дека не можете да го наречете добар. Но тој вели дека улогата на Сталин како победник во Втората светска војна и неговата успешна индустриализација на Советскиот сојуз значат дека тој постигнал вистински резултати и заслужува да биде запамтен. Други го осудија споменикот. Московскиот огранок на либералната партија Јаблоко издаде формален протест против, како што го нарече, враќањето на споменикот на тиранин и диктатор и побара московското метро да се фокусира на комеморација на жртвите на репресиите на Сталин. Враќањето на символите на сталинизмот во Москва е плукање во лицето на историјата и чин на подсмев против потомците на репресираните, се вели во соопштението на Јаблоко. Неидентификувани лица првично поставија 2 табли на споменикот со цитати од рускиот председател Владимир Путин и поранешниот председател Дмитрий Медведев, кои беа критички настроени кон Сталин. Тие подоцна беа отстранети. Мне кажется, что сейчас время и сама политическая ситуация, которая происходит у нас в стране, она немножко сходна с временем позднего сталинского периода, начала 50-х годов. Это такая же самоизоляция, это такой же консервативная идеология, опора на собственные силы. И вот эта тема с Сталином, с его эстетикой, с композициями сталинскими, что надо как раз довериться своему лидеру и быть счастливым, и не критиковать власть, она очень созвучна нашему времени. Советскиот лидер Никита Хрушчов го осуди Сталин за неговата бруталност и злосторства во 1956, а сликите на Сталин подоцна беа систематски отстранети како дел од кампањата за десталинизација. Во последниве години некои споменици на Сталин почнаа повторно да се појавуваат на одредени места.